concerns, and this is why we are following very closely the concerns expressed by UNESCO, indicating the risk of Ohrid region being inscribed on the list of World Heritage in danger. Preserving the natural and cultural heritage of the Ohrid region requires strong government commitment to implementing all the recommendations. It requires good coordination between responsible ministries and institutions, and the engagement of both national and local authorities backed up by appropriate budgetary allocations. It should be a national endeavour, bringing together all actors at the national and local level, including partnership between the local authorities, civil society. Ставањето на Охрид на листа во опасност воопшто не е таква трагедија каква што е представена во јавноста. Доколку се случи тоа нешто, ние треба да ги дуплираме нашите напори и како локална самоуправа и како држава да направиме план, сите препораки кои што се побрзо да ги имплементираме. Тоа ќе го решава УНЕСКО на сесија. Зависи дали ќе има воопшто сесија во јуни со оглед на кризата. Ние цело време испраќаме прогрес репорти. Такви извештаи за ставање Охрид на црна листа сме имали и претходно. На листа во опасност сме имали и претходно, па на сесија не се носела таква одлука. Треба да се забрза процесот на отстранување бесправните објекти и тоа е процес кој што ќе продолжи, ќе трае, нема да се заврши преку ног. Има тука обврски и за другата страна. Значи во поседот во Албанија воопшто нема колекторски систем. Тие допарва треба да почнат да прават инвентар на бесправни објекти. Значи регионален е пристапот сега и треба јавноста и сите ние заедно да сватиме дека зборуваме за ставање на листа во опасност на еден цел регион кој што е со граници од 400 км и многу тешко да го заштитиш. Еден локалитет, мислам дека беше Йелоустоун или Евергледс во Америка, бил ставен на листата на опасност пред 7-8 години. Бил 2 години на таа листа, па луѓето превзеле мерки и повторно бил тргнат од таа листа и сега ланската година повторно е ставен. Значи станува збор за еден механизам на УНЕСКО да на државите и во помала мерка на локалните самоуправи да го стават одреден локалитет во опасност со цел да поревносно и побрзо и посветено да се имплементираат препораките за заштита.